Здраво Македонио! Вечерва еден стендап кој очекувам многу да ве научи, мене ме научи, сите да не научи. Дали сме подготвени за лекција од професорот Фрчковски? Знам дека сте, знам. Знаете дека е подкастер веќе месец-два. Кој не знае, и тоа ќе го научи. Одиме. Добро вечер, драги мои. Што ќе зборуваме на ова топло време? Ќе се обидеме нели во идеолошката рамка што ја предложиме на почеток, да ни станува појасно што се случува и да не лажат нормално, да разјасниме приказната околу францускиот предлог 2 или тој ќе објаснил што се случува и вели да не лажат многу, а од почеток почнува со лага, зборувајќи за француски предлог 2, демек првиот кој не чинеше и таче го одби за 3 часа и 3 сменети запирки подоцна да каже да, бил драстично различен. Ајде на ова топло време, бугарката Теодора Генчовска, поранешната министерка за надворешни на источниот сосед, баш во време на капитулацијата пред Бугарија, да каже дали има втор француски предлог. А има ли второ френско предложение? Няма второ френско предложение. Скъпа Теодора, скъпи пријатели. Няма второ френско предложение. Благодарија, мерси, скъпа Теодора. Така ја нарекуваше скъпа Теодора Бујар Османи кога и честиташе 3 март, денот на Сан Стефанска Бугарија, пред да и го потпише подосна вториот протокол, кој е еден од главните правни механизми за идентитетскиот масакар, кој ќе следи ако работите останат вака. Не и се назад на професорот од анекдотите за штипки на панталоните додека се вози точак. Сега ќе го разјасниме, тоа ќе го разјасниме од правен аспект. Значи без гајле, правно и со аргументи ќе објасни Фрчковски, односно нема да има објаснување за куферчиња и амфори со милиони како во некои други преговори и посредување, туку чисто правно. Па да чуеме. Ќе разјасниме кои се точките кои нашата власт од разни причини не ги крие или ги превртува и припокрива со етикети идеолошки на понивен вкус на предавници, одбрана на идентитетот и тие глупости кои тие ги дробат нон-стоп. Ќе разјаснил точки кои оваа власт ги криела. Па ова луѓе е нешто ново, бидејќи од она што јас го знам, СДС и ДУИ кога беа на власт го криеа прво договорот за добро соседство пред да го потпишат, а во Бугарија го знаеа. Таа власт ја криеше и преговарачката рамка и вториот протокол, а во Бугарија ги знаеа и ги гласаа со огромно мнозинство. Нашиве шизици кријат, потпишуваат, бидејќи знаат подобро од народот тие. Одбрани се од Бога да владеат и да носат тешки одлуки, а Фрчко Галиба мисли дека е одбран од народот да го учи на вистинска политика, бидејќи за друго не беше одбран од народот. Значи, ова ќе го направиме од причина што целиот документ, дури и кај еден голем дел од професори опортунисти од државните факултети и приrodни факултети, на почетокот беше третиран како ова нема да пројде, нема клима, и беше одбиван. Сега почнуваат полека да се раздробуваат тие гласови во гласови на поддршка, во гласови на разјаснување дека тоа баш не било така, дека власта не лажела, почна и они тоа да го зборат. Кои професори почнале да даваат поддршка на бугарските барања, диктати и преговарачката рамка? Во кој свет живееш, човеку? А највеќе ме изненади тоа што 1/3 по нивните внатрешни испитувања на јавното мнение, 1/3 од ВМРО-вците внатре почнуваат да се колебаат и да го отфрлаат ова немрдање ни милиметар на премиерот, односно да заземаат став за можно решавање сепак на спорот со Бугарија преку прифаќање на европската рамка за преговори. Која стана европска рамка? Сега вие всушност немаме ни спор со Бугарија, сега имаме спор со Европска унија. Ова ќе да е некој интересен паралелен универзум. Не само професори кои започнале да ја поддржуваат преговарачката рамка знае Фрчко, туку уште повеќе знае. Знаел внатрешни ВМРО-вски анкети на кои, пази, 1/3 од ВМРО-вците, бидејќи знаете постојат такви анкети само за ВМРО-вци, 1/3 сакале ваква преговарачка рамка. Не знам како се доаѓа во ваква состојба, но би сакал да дознам. Пето ќе заслужувам бе и јас да се опуштам. И оваа промена зборува дека сме ги раздробиле како со киселина тврдите
квазинационални лажно патриотски ставови и кај оваа партија, што е еден посебен успех, мислам, на јавниот збор, ако е тоа точно, ако се нивните анкети всушност точни, а не верувам дека се лажат самите себе. Ау, ги раздробил тој и другите пријатели негови, како со киселина ги раздробиле тврдите квазинационални и лажни патриотски ставови. И додава, ако се нивните анкети точни, а не верувал дека ВМРО-вците ќе се лажеле самите себе. Односно, не верува дека ВМРО ќе нарача анкета во која ќе бара да стои дека 1/3 од ВМРО-вците биле за оваа преговарачка рамка. Како бе може вака да се тропа? Како? Сега, ако јас да измислам дека на анкети во СДСМ, само за СДСМовци, за кои сум чул дека 7 осмини биле за тоа Фрчковски да биде прогласен за персона нон грата во партијата и да продолжам да развивам филм, дека тоа е доказ дека се опаметиле на Бихачка и да додадам, освен ако не се лажат самите себе на анкетите во СДС. А знам дека не се лажат самите себе, затоа не објавуваат ниту една анкета која ја прават. Ама мајсторот на интригите фрле, затоа ќе си измисли некакви анкети, поддршка од професори на бугарскиот диктат. Дај ми ја главата, мајсторе, да одморам 15 минути. Какви се политичките приказни кај нас? Зашто се ова добива медиска линија? Никаква друга расправа не се води. Бидејќи за текстот на францускиот предлог не е водена расправа никогаш меѓу правници. Например, владата донесе своји 5 правника, па сега опозицијата или јавниот сектор да донесе своји 2-3, доста се 2-3 за нив, и да го расправаме предлогот со сите консеквенции. Абе, требаше тоа да го направи предходната влада пред да го усвои и да не заглави господичен, ама не му текнува на тоа. Затоа му текнува друго, да објасни тој од правен аспект, како е се во ред со преговарачката рамка и процес. Политичките прашања воопшто, и ова, меѓу другото за кој ќе расправаме ние, во транзиционите земји кон демократија, каква сме ние, без големи либерални традиции и традиции на расправа во цивилната јавност за важните теми, одат низ медија секторот веднаш и веднаш со големи емотивни набои се тие. Ма будал народ, емотивно реагира, замисли кога некој го негира. Остави ги бе, да беа паметни луѓево, тебе ќе те избереа за председател, а не некој Ѓорѓе Иванов. Веднаш се со емоции од голем тип. Набиени и креираат практично приказни. И најчесто ЕУ профилот е злобно коментиран како со конспиративни бои насликан. Тензиите со соседите се враќаат во игра, што е основна ВМРО-вска политичка мобилизација, некој да не мрзи. Абе, неблагодарен народ, со скепса гледа на дружината која во 1993, например, во Лисабон бараше Македонија како збор да го нема во името на земјата. А и ова со измислувањето непријатели кај соседите, многу ти е точно. Овие ВМРО-вчишчава само тоа го прават. Наместо да градат пријателства како ти со грците, со куферите, амфорите или слично, што би рекол Заев, уште еден пријателски настроен гений. Потоа со јасна тенденција да се продуцира страв кај населението кое ВМРО-вците го контролираат и да се манипулира со тој страв. Ви ги пуштам овие делови чисто за да видите како размислува не само професоров, туку човек воопшто кој бил во политика и мислел дека го контролира некој дел од населението и може да го манипулира преку страв тоа контролирано население. Инаку сите авторитарци во регионот, од Орбан до Ердоган, преку Вучич и Нашиов, многу брзо и екстремно јасно сваќаат значајот на медиумите. Ако имате дилеми, кој е политичкиот гуру на Бихачка, еве го. Вучич, Орбан, Ердоган, медиумите. Едва и чекам да дослушаме. Позицијата на владечката партија почнува да се троши интензивно, они паѓаат со углед. Нормално, во таквата ситуација на пад, кој они го евидентираат кај себе, интензивната алатка со која се користат е жесток дефокус, повторно враќање на старата националистички наратив. Или, што би рекле СДС во нивните соопштенија, рейтингот на владата паѓа и преку медиумите измислува проблем со Бугарија за да дефокусира. Легендишта. А тоа е дека сите ја мразат Македонија,
дека сите конспирираат против нас, дека да речеме дури Европската унија по зборовите на председателка Силјановска има identity engineering прави со нашиот идентитет, демек се обидува нешто да измисли, да направи од македонците посебно. Мислам, кој би се бавел со тоа, ама добра, ај сега тоа да не зборуваме за тоа. Да не зборуваме за тоа, бидејќи кој би се бавел со тоа, ви се молам. На Република Северна Македонија да се признаат историческите реалности, сврзани с процеса на създаване на новата национална идентичност. Мислам, кој би се бавел со тоа? Ръководството на Република Северна Македония може да претендира, че изгражда модерно мултиетническо общество, когато намери сили да впише сънародниците на Гоце Делчев в своята конституция. Мислам, кој би се бавел со тоа? Никој не би се бавел. Не дефокусирајте Вамровчишта. Дајте ја вистината од устата на фраеров, кој знае се што ние простите не. Или дека сме полни со предавници од натре или глодари, тоа е речникот на премиерот, кои либерали, ЛГБТ, луѓе, феминисти, предавници и така натака, една збирштина која нив ги руши. Предавници, окей, да, ама кај најде бе ЛГБТ и феминисти дека ја рушеле државата преку поддршка за Бугарија? Окей, во ред. Од режија туку што ме подсетија дека се уште сме во паралелниот универзум на Галичкиот Сенека. Таму е се можно, во ред. Но тие одат доле секако. Ние ќе бидеме брзо сведоци на таа операција. Операција доле. Тие одат доле, фрли екипата, ќе биделе сведоци на таа операција набрзо. Едва и чекам да го гледам ова. Она што сакам ја да го направам сега, овој националистички наратив се повеќе, се помалку им успева и дури тоа спо нивните оценки и нивните испитувања на јавно мислење е всушност и кај нивната партија се случува внатре. Се гледа дека нешто сакаш да направиш, се гледа. Ама во моментов мислам дека и во воздух да пукаш, ќе го промашиш воздухот. Скоро 1/3 од ВМРО-ските натрешни функционери се за разрешување на спорот со Бугарија преку прифаќање на европската рамка и тоа почнува да расте. Ова е сега нешто ново. Претходно 1/3 од ВМРО-вците на анкети биле за оваа преговарачка рамка, а сега 1/3 од функционерите на ВМРО биле за Бугари во Устав. За 4 минути заборави што зборуваше преска, ама во овој паралелен универзум секако се е дозволено. Сега меѓутоа ќе се префрлам на тоа каква е таа европска рамка. Во правна смисла, не во овие политички проценки, како они лажат, што е последица од тоа, дали јавноста им верува или не, или како се помалку им верува, за да видиме правно што тој документ содржи. Упорен бе, правна анализа ќе правил, а успат пак пушта водичка од типот јавноста се помалку им верува, а тие лажат. Поени за упорноста, колега. Францускиот предлог 2, како го нарекуваат, кој е сега веќе официјална европска рамка за преговори на Македонија за отварање на членството во Европска Унија. Не постои француски предлог 2, чисто да подсетам. Продолжи. Ние со тоа преговараме. Се состои од две групи на документи. Уствари, од еден главен документ и додатни протоколи кои не се дел од тој документ. Да, се состои од документи од кои не се состои. Гениално. Онака се протоколите таму. Имале вишок хартија за трошење во Брисел и рекле, дај би и овие документиве, протоколиве да ги пројдеме. Што има везе? Него тие протоколи одат во преговорите се отворени со Бугарија. Абе, нели со ЕУ преговараме, како сега со Бугарија? Овој главен документ, што за нас е битен, се содржи од тоа дека Македонија треба да ги прифати основните копенхашки критериуми, сите критериуми што сите други држави ги прифаќаат за преговорите и се споменуваат двата договора во тој документ основен, Преспа и договорот со Бугарија од 2017, дека треба во добра волја да се реализираат. И толку. Тебе ништо, само се спомнати Преспански договорот со Бугарија и толку. Онака се спомнати. Да не рече некој, ги немате спомнато, затоа се спомнати. Во договорот со Бугарија е историската комисија, ама толку, та не е ни спомната, само договорот, онака малку.
Тоа се нашите обврски од овој документ. Во таа смисла, основен услов од тие преговори е да бугарите се стават во преамбулата на уставот, македонскиот устав, како малцинство. Тоа е единствен услов. И тука се става точка на документот. И тоа точка голема, огромна точкишче. Нема ништо после таа точка. Само ги ставаме во уставот и точка, голема точка. Договорот во кој е заедничката историја е само спомнат и точка. Толку. Ја не знам шу хистеришат тоа ВМРО-ните, бе човек. Надвор од тоа, имаме ние два протокола со Бугарија околу тоа како ќе подобриме во детали односите со соседот Бугарија. Протоколите се по дефиниција помали државни договори, помошни државни договори, меѓународни државни договори, кои служат за подобра реализација на основниот договор. Тие немаат иста тежина како основниот договор. И сега тука лежи главната лага која власта ја гради врз нив. Ете ги протоколите. Ајде да видиме сега што е лагата на власта. Сметаат дека има тајни ќошиња, скриени одредби или скриени интенции, намери на бугарската страна пред се, нас да не блокира во преговорите и да од тие протоколи и од нивното преговарање, на точките во нив, произлезе второ вето. Значи, првото вето ќе падне, ако ние ги прифатиме бугарите во устав, ќе почнеме преговори, а потоа од овие протоколи и нивното реализирање ќе произлезе второ вето или трето вето. Тоа е нивната теза, тезата на власт. Јас сега да кажам дека од тие преговори, односно од преговорите во протоколите, не може да произлезе правно второ вето, ни трето, ни никакво вето. Ете, Фрчковски објасни. Не може правно да произлезе вето од протоколите. Готово, да си ојме дома, ајде џабе зборуваме, не сме биле во право, или да дослушаме. И тоа пишува во нив. Што пишува, бе? Дека не може вето да произлезе од протоколот. Тоа пишувало во протоколот. И дека тоа е енормна лага, една нечесна лага на власта, која она треба да ја објасни пред своите гласачи. На крај она ги лажи и своите членови ВМРО-вци. Во протоколите 1 и 2 никаде не пишува дека од нив не можело да произлезе вето, ама никаде не пишува. Не стои такво нешто. Јас разбирам паралелна реалност, ама до толку да се лажело. Ајде за да ви е сликата појасна, во кратки црти за оние кои не знаат. Кога се носеше фамозната преговарачка рамка? Во рамки на тој француски или бугарски предлог. Се донесоа и оние заклучоци на Советот. Во заклучоците на Советот се спомнати, нотирани протоколите и нивното спроведување. Во протоколите се нотираат обврските кои ги преземаа од како до сега коалицијата, меѓу кои е изричито спомната заедничката историја. Точка 2 во заклучоците на Советот е договорот за добрососедство. Точка 3 е протоколот број 2. Според тоа ќе мерат тие какви добрососедски односи имаме, што е клучен фактор, така стои во документите, за проширувањето на Европската Унија. И во вториот протокол стои заедничката историја и обврските на комисијата. Односно, ако нема резултат комисијата, тоа е спротивно на вториот протокол, кој е во заклучоците на Советот. Врзани садови се во прашање. Токму за да овозможат вето, ако нема резултат кој е поволен за соседиве. Јас разбирам дека може Фрчко си чита од книги кои самиот ги пишува, ама што е многу, многу е брату. Имено, во протоколите, значи во тие помошни договори, има едно глобално, сега нема да ве гнјавам со детали, има едно 5-6 главни теми за кои ние со бугарите ќе расправаме за да ги подобриме нашите односи генерално. Првата главна тема која сите ја знаете е работа на Историската комисија или Комисијата за историски прашања, историски образовни прашања, на така наречените прашања на споделената историја, на споделување на историските теми со бугарите. А ние имаме споделена историја со Бугарија, како што имаме и споделена историја со Албанија исто така. Воглавно. Ете го обидот за лажење преку поедноставување, преку минимизирање. Не се работи прво за споделена историја, туку
Кажете бе, ајде од македонска страна Зоран Заев, од бугарска Андреј Ковачев, може? Да, ние за това се противопоставихме в договора да е записано споделена история. Тя не е споделена, тя е обща история. В договора е записано, че имаме обща история, не споделена на нещо, което паралелно е вървяло едно до друго, обаче са били различни. Нямало е разлика в миналото. Това е обща българска история. Оти ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. Сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Гледаш ли како твоиве луѓе те демантираат? Не ти е непријатно? Не ти е. Добро, одиме. Сега ќе објасни Фрчковски што во неговиот паралелен универзум, што во тој негов свет ќе се случи ако историските комисии не се договореле. Може да биде, да речеме, бугарите, на пример, бугарите не се задоволни од темпото на работа на историската комисија. Они можат правно, ако не се задоволни, да напишат приговор до местото каде што ние ги отвараме нашите поглавја, тоа е Европската комисија. И да речат, ние не сме задоволни од темпото на работа на комисијата, македонците не блокираат, или имаат други ставови и не блокираат со тоа, тоа трае предолго, немаме резултати таму. И тоа е највише што може да направат. Да направат формален приговор, дека не се задоволни од работата во некој од овие 5 точки кои ги наведов, еве дав пример со комисијата, и да го достават до тоа место. Експлицитно пишува дека тоа не може да биде основа на блокада на нашите преговори во Европска унија, односно не може да биде основа за второ вето. Никаде не го пишува тоа, а не па експлицитно да го пишувало. Добро бе човек, што си читал сериозно? Бидејќи не делуваш дека си читуцкал нешто друго, иако така звучи. На кој јазик го читаш ова? Никаде, повторувам, никаде не го пишува она што овој човек го зборува. А го зборува за да ви ја каже, нели, вистината, така најави. И каква вистина кажува? Никаква, лаже. Тврдам дека лаже. Не постои тоа што овој човек го зборува во сетот документи кои беа усвоени во 2022 година. Не постои. Напротив, постои јасен механизам како да добиваме вето по вето. Вето 2, вето 3, вето 150. Ако не се задоволни соседиве од работата на историската комисија или пак од така наречениот говор на омраза кон нив и така натака, тоа стои експлицитно за секој писмен човек. Овие халуцинации на Фрчковски никаде ги нема, никаде. Тоа е многу важно. Формална последица од расправа по протоколите, задоволство или незадоволство од таа расправа, е формален рапорт до комисијата за преговори дека некој од страните или двете страни не се задоволни, или една од страните не е задоволна, или друга страна не е задоволна. И толку. Толку може да биде. Не може да биде толку. Асиметрични се подписите на Македонија и Бугарија. Бугарија има право, согласно прифатеното од твојата екипа, да каже: не сме задоволни од работата на комисијата, сажаляваме. Тоа не е во согласност со протоколите и со договорот за добрососедство, кои се цитирани во заклучоците на Советот, каде се бара добрососедско поведение, односно да заклучи Бугарија дека Македонија не е добар сосед. Има таква можност ради вас. И не е толку, туку е вето, вето, вето. Не може да има основа за право вето. Тука власта лаже. Тоа не го отвара опште да се расправа, бидејќи оваа консеквентна која јас вас вие кажувам, ќе стане јавна. Еве, станува јавна. Ајде, кажи, посочи, каде стои тоа бре дека немале право на вето? Земја членка на ЕУ немала право на вето, на која си и подпишал заедничка историја како гест на добрососедство. Еве, јавно кажувам, покажувам, каде бре стои тоа што го трабуњаш? Тогаш ќе постои прашањето кон нив, па добро, тогаш што е проблемот? Зашто сме ние насекирани? Зашто сте вие, зашто тоа го манипулирате, дека Бугарија би имала второ вето? И сите тие прашања ќе се отворат кон власт. Тоа таа не сака да го дозволи и го блокира, ја блокира оваа расправа за протоколите. И тука е уклучен и тој бивши министер, оној несреќен Димитров, и тука плјампаат неверојатни глупости, дека тоа не е можно, дека тоа е не знам што, дека тука има замки, дека тука има тани клаузули, по она расправа што ја развиваат нивните квази експерти, дека 200.000 бугари, односно македонци што имаат бугарски пасош или двојно државенство, сега Бугарија ќе ги третира како бугари, ако ги внесеме во уставот, и разни глупости кои се со намера да не се расправаат правните консеквенции од протоколите, кои такво нешто не допуштаат.
Жими се ова ни во Бугарија го нема. Еден бугарин немам слушнато политичар од кај нив да излезе и ова да го каже. А само бугари во устав бараме, ништо друго не е можно да се случи со вас. Дај сменете го уставот, не ги лажете собствените граѓани. Еден немам слушнато тоа да го каже. Ау, чекај, денес имаше еден кој да каже нешто вакво. Bulgaria is ready to help any country applying for membership, especially our brothers from North Macedonia. We have been waiting for them to fulfill finally the negotiation framework. All of us, we have consensus from July 2024, and we have been waiting for them to finally amend the constitution and to write Bulgarians in their constitution. It is very simple. They need to do just this step to open the door for the negotiation process. Е добро де од прилика тоа го кажува, со еден важен детаљ. To open the door, да започнат преговорите, и тоа сите го знаеме. Менуваме устав и почнуваме преговори. После почнуваат механизмите кои ги опишав погоре. Отвораш кластер, велат, ха-ха, не си добар сосед и има говор на омраза кај тебе. Резултат? Вето, бидејќи има Радев и други малце пошироки изјави. Еве Фрчко да види ако не видел. И много важно, към преговорната рамка има неразделна част. И това е протокола, подписан между двете държави. И там няма прогрес. Там са учебниците, там е езика на омразата, там са медиите, там е отварянето на архивите и извинението за етническите репресии към българите през годините. Тука властта лаже. Се изпълнят поети вече ангажименти, които са залегнали в преговорната рамка, която много ясно описва какво да се прави. Че ние не можем да градим добросъседство и устойчиво европейско бъдеще с език на омразата, с фалшификации и обиди към българите в учебниците. Тука властта лаже. Властите в Република Северна Македония най-сетне трябва да признаят, че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македония. Не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. И толку. Вписването на българите в Конституцията е преди началото на преговорите е задължително, но недостатъчно условие. Тука властта лаже. Не по-малко важно е да има ясни механизми и измерими критерии за изкореняване на десетилетната политика на дебългаризация, кражба и фалшификация на българската история, за възстановяване на разрушени паметници и знаци на българщината по тези земи, за опазване на българското културно-историческо наследство, за изкореняване на езика на омразата, за реабилитация на всички жертви репресирани само заради това, че са продължили да се наричат българи. И толку. И сега, професоре, шо ќе кажеш сега? Толку, драги мои. Нема друга приказна. Нема други конспирации. Нема други лаги. Нема точно, се си е кажано. Ама има тој уште филмови да развива. Јас мислам дека во еден момент они ќе легнат на брашно и ќе се сложат со овие уставните промени, бидејќи немаат каде да одат. Навистина немаат никакви аргументи за тоа. Тоа во теорија се вика клоанг момент. Момент кога треба да ги проголтате сите глупости што сте ги збореле претходно. Да не употребам друг збор за тоа. Клоанг. Да го голтнете тоа со маслинов, без маслинов зетин. Ајде, клоанг момент, со маслинов зетин, без маслинов зетин. Баш му ги сакам овие обиди за фраеризам кои, кога ќе се соочат со фактите, остануваат само како осиромашен нуклеарен селјачизам. Еве ти за голтањето и за клоанг моментот. Францускиот предлог кој се нуди на Македонија не е совршен, но ќе ве внесе во Унијата. Вели холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп. Се работи за типично европски компромис, еден од оние кои никогаш не се убави, но се тука за да завршат работа. Важно е преговорите да почнат, а уште поважно да завршат, за да може Македонија да ја земе судбината во своји раце. Затоа затнете го носот и голтнете, порачува дипломатот. There is this proposal. It is one of the very European compromises that we have to live with all the time.
Again, it doesn't win a beauty contest, but it gets you into the union. So, I think, hold your nose and swallow. I think, hold your nose and swallow. Холандскиот амбасадор во 2023 година за францускиот предлог ни порача да го затнеме носот и да голтнеме. И тој прост не знае дека ова е совршен договор за нас, како што беседи Фрчковски и најавува дека ќе имало клоанк момент, вели Фрле, кога власта ќе морала да ги голтне лагите, дека не бил совршен процесот, кој го сработија Бујар Таче, Заев и екипата. Тука имам јас еден предлог. Фрле вели, голтнете, совршен е францускиов, Коп од Холандија вели, не е совршен францускиов, голтнете. Па предлогот е, не е француски, ама да се соберете ви и да си развивате тетате теории за голтањето, ако ви се толку интересни, бидејќи во паралелниот свет на Фрле нема европјани кои ти велат, абе, не чини ова, ама голтни, туку нешто сосема друго. Во овој момент Европската унија ги презира нашите политичари, бидејќи не разбира што сакаат тие да постигнат. Знаете, има еден момент кога они разбираат, ако вие имате објективни интереси и во договорот не можете тие објективни интереси да ги постигнете и го одбивате договорот. Тоа разбира Европската унија, не можеме да ги притискаме, стварно немаме добар договор за нив. Но овој договор, они гледаат дека све што ние практично бараме, го има во договорот, реализирано е во наша корист. И не може да сватат што ние повеќе бараме. И затоа не презираат. Вика, овие очигледно имаат некоја друга агенда и ни го трошат времето. И парите и се, да ги слушаме. И затоа не одбиваат. И вика, имате услови, бе. Ајде, тргајте. И тоа е нашата позиција сега, во овој момент. Немам пристоен коментар, освен дека вашата позиција во реалниот свет не е најдобра со тропање вакви глупости и нема да се подобри ни со лажење. Ни ако се лажете себе си, нити пак ако пробате да го лажете народот, бидејќи за разлика од популарното мислење во некои вакви академски кругови, како на пример во овој наслов изведен од текст на Денко Малески дека народот е прост, а паметните, а умните биле изолирани. Реалноста е дека народот воопшто не е прост и не сака кога некој го подценува, а поголемо подценување од ова тешко. Одиме на разговорот во студио со тројца гости на тема втор протокол. Ке биде интересно, многу интересно. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио, како што ви најавив и вчера за оние кои гледале. Денес имам една интересна тема за дебата, интересна. Дај Боже да ја немаше, но не дај Боже да живееш во интересни времиња. Таа е стара една еврејска, чинам поговорка. Конкретно вечерва ќе зборуваме за една од најактуелните политички теми изминативе, а сигурно 8-9 години особено, ако одиме малце пошироко, изминативе 150, но конкретно за односите меѓу Македонија и Бугарија, односно релациите меѓу Македонија и Европејскиот сојуз, како што сакаат да не подсетуваат од 2022-3 навака нашите источни соседи, конкретно за нашите преземени обврски и правните последици на документите кои што тогаш беа усвоени, конкретно вториот протокол. За таа цел, прво на старт морам да кажам, вечерва требаше да имам тројца гости во студио, но по моја вина и недоволно прецизна комуникација, третиот гостин се договоривме ќе ни дојде наредната недела или таа по неа, тоа е, и му се извинувам јавно за таа мискомуникација на професорот Огнен Вангелов, ќе беше вредно и значајно да биде вечерва тука, но ете, оставаме простор за некој нареден пат, но затоа повторно имам тројца гости, двајца во студио и еден онлайн. Да не губам време, започнуваме со гостинката за прв пат во вечерното шоу, госпоѓа Лилјана Поповска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Од генерали, не знам, долгогодишен пратеник, мислам 7-18 години, поранешен подпредседател на Собрание на Република Македонија, по професија технолог. Нешто како Ангела Меркел профил, така во политиката. Магистар на технички науки, доктор на политички науки, да. Бранко Геровски, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Имаше една реклама на времето на радио, викаше
Ролетар Војо, името говори за квалитетот. Веројатно бил многу познат Ролетар Војо, но кога кажувам Бранко Геровски, нема потреба дополнителни генерали да давам. Благодарам за одвоеното време и за учеството на овој мал форум. И онлайн го имаме од Германија Гоце Перовски, еве режија ќе го вклучи. Гоце, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, ви благодарам за поканата. По професија професор по англиски и германски јазик, инаку наш човек кој што е роден во Германија и морам да се пофалам дека по таткова страна потекнува од Охридскиот крај, што е особено важно, вака дава дополнителна специфична тежина на вечерното шоу. Гоце е тука затоа што ќе ни зборува за активностите на диаспората, конкретно за бројни преземени иницијативи во врска со темата која што ја работиме вечерва, ќе откриваме во тек на емисијата. Но, да започнеме, дамите имаат секогаш предност. Госпоѓа Поповска, вашата активност во однос на укажување, лобирање, на исправување на грешките направени во договорот за така наречено добрососедство, после кој што на површина се исплива сето недобро возможно во односите меѓу Македонија и Бугарија, трае повеќе години наназад. Најпоследната актуелна иницијатива е таа до Уставниот суд, во која што го оспорувате малтене оној фамозен втор протокол, потпишан од Бујар Османи, при што, нели, Османи и Димитров се караа меѓу себе кој бил полош протокол, дали првиот, дали вториот, таа една трагикомична ситуација, но тој втор протокол е дел од тој сет на документи во рамки на таа преговарачката рамка, заклучоците на Советот кои што беа на маса и после тоа нели усвоени со оние чудни заклучоци од нашето собрание. Зошто според вас ѓаволот се крие во деталите во вториот протокол и зошто е важно да се кој е основот и зошто е важно да се направи тој обид правно да се урне тој втор протокол? Затоа што вториот протокол е всушност алатката за спроведување на бугаризација во Македонија. Најкратко кажано. Тоа е алатката затоа што она што бугарската страна очигледно го намеравала со потпишувањето на договорот за пријателство помеѓу Македонија и Бугарија, а кое што во договорот дава широка рамка која што е дел од многу договори за пријателство генерално, но не може да биде штетна сама по себе. Членовите од договорот не можат, тие може да и имплицираат очигледно можност за понатамошен лош развој, како што и се случи кај нас, меѓутоа не се задолжително опасни сами по себе. Тие не се алатка, не се затоа што договорот не е аподиктичен. Не од аподиктичен тип, каков што, да речеме, се некои други договори, каде што изричито во самите договори стои дека мора да се спроведе ова вака, ова онака. Му требаат алати. И вториот протокол е практично алатката за која што бугарите се бореа 5 години по потпишувањето на договорот со Македонија, за да го внесат целиот нивен Сан-Стефански сон. Само да подсетам за луѓе кои не ги следат овие детали историски, во 1878 година при Сан-Стефанскиот договор големите сили и доделија на Бугарија територија поголема отколку што било кога имала и отколку што едноставно не можела ни да замисли, и во таа територија влегувала и Македонија. И таа карта, мапа на Велика Бугарија практично траела 3 месеци. 3 месеци траел тој Сан-Стефански сон, меѓутоа тие си го сонуваат до ден денес. Потоа големите сили рекле не, ова не е возможно. Берлинскиот конгрес се случува. Да, го кинат тоа картиче, таа мапа, меѓутоа Бугарија останува со Сан-Стефанскиот сон до ден денеска. Па макар на дел од Македонија да го има, бидејќи не претендира на делот што е сега во Грција, меѓутоа идејата е овој дел
да биде да го бугаризира. И цело време сите политики на Бугарија, всушност 150 години веќе, се водат во таа насока со исклучок на мали периоди, каде што најсветол период беше за време на Ѓорги Димитров, нели, каде што македонците во Бугарија добија права како официјално малцинство, се зборуваше и за спојување помеѓу Југославија и Бугарија во една балканска поширока федерација и така натаму, но за жал тоа не се оствари, што би било извонредно за Македонија и за македонците. И до ден денес сега се обидува преку вториот протокол да ги внесат сите нивни барања за негација на постоење на македонска нација, македонски јазик, македонска историја, македонски идентитет, смета и тврдејќи дека тоа е се бугарско. Ние треба да признаеме дека до 45-та сме биле бугари, потоа Коминтерната со Тито ни дале формирале нова македонска нација и така натаму и така натаму. Значи целиот тој пакет на негаторска политика на Бугарија кон Македонија е вграден во вториот протокол. И затоа јас тврдам уште при најавата негова пред да биде уште и подпишан и не јас и вие баравте да биде изложен во јавност. Баравме и јас барав да биде изложен во јавност и преку Фејсбук и преку колумни, преку нешто слично како со договорот за добрососедство кој што овдека тогашната опозиција бараше да се дискутира за него. Во Бугарија беше представен пред нивниот парламент, така и овој сет на документи малте не беше скриен целосно. Од јавност. Може би е интересно за јавноста да ги кажеме хронолошки како оделе тие сите работи, бидејќи тука се крие всушност задната намера. Особено денес, од денешна перспектива, претседателот нов на Бугарија Румен Радев кажа, се пофали дека година дена ги убедувал сите поважни европски лидери, особено кај Макрон наишол на таков каршилак, дека зошто биле важни уставните измени. Во друга прилика се пофали пред представници на бугарите од Македонија дека Европа не го разбирала кога зборувал за цар Самуил и Гоце Делчев, ама вика за човекови права, од това разбират, односно оној целофан обланда, препакување, нов наратив, но суштината останува иста. Тоа е идентитетот, само сега ќе зборуваме за него низ призма на човековите права. Се разбира, само да се надоврзам за зошто Франција толку добро и Макрон ги разбрале бугарите, бидејќи Франција, Бугарија и Грција се единствените европски земји, мислам, кои што не признаваат малцинства. Така што тука си се нашле на некој начин. И малку Франција не сака проширување на Европската унија. И Франција не сака проширување, и Франција исто така еден од поддржувачите на овие земји кои што излегуваат на топли мориња и така натаму, така што се тоа стари историски врски, тоа се стари спонзорства, каде што они своите протежеа си ги штитат до ден денес. Германија, Франција, тие одлучуваат за генералните насоки, затоа и низ годините ги штителе и Бугарија и Грција. Не се. Значи, вториот протокол се најавуваше, се преговарал во тајност. Јавноста дознававме ние преку бугарски медиуми, кои што пак македонските медиуми ги пренесуваа, и разбиравме што се спрема. И затоа имаше редица барање. Јас сум барала и преку Фејсбук објави, и преку сум се придружила на протестите на улица кога беа, и вие сигурно сте биле на тие протести колку што се сеќавам. Така што се придруживме преку невладини организации, преку Зелен институт на група од 15 невладини организации кои што поднесовме барање за пристап до протоколот, дека јавноста мора да го знае протоколот, и тоа релевантни, сериозни граѓански организации кои што соработуваат и со европски институции, така натаму, значи не луѓе кои што силно сакаме европска интеграција на Македонија. И побаравме исто така, се реагираше на разни други начини. Јас се обратив како поранешна председателка на Зелена партија, се обратив до европските зелени, им пишав, тоа беше на почетокот на јули 2022 година, се обратив до зелените пријатели, затоа што тие пак биле секогаш поддржувачи на неправдата кон македонците кога се работело за македонското малцинство во Бугарија. И Вајцли доаѓаше од таква партија?
известувачи, така да, и тој доаѓаше и тој бил силен поддржувач на евроинтегративниот процес за Македонија и секогаш европските зелени биле против билатерализација на споровите за евроинтеграција и за индивидуални оценувања. Така што генерално, значи, тие биле силни поддржувачи и упатив писмо со барање, со објаснување дека сега од Македонија се бара и под силен притисок Македонија да прифати некакви документи, некаков протокол кој што практично задира во идентитетските права и чувства на Македонија и македонската држава и побарав нивна реакција преку Европски парламент, преку Европска комисија, за да може да се издействува една широка европска расправа и да се спречи тој притисок што се прави врз Македонија, да се спречи носењето на еден таков документ кој што е спротивен на барањата, на чувствата на нас како македонци. И одговор добив од поранешниот копредседавач на Европските зелени Рајнард Бутикофер како европратеник. Долгогодишна соработка имавме со него, кој што јавно на Фејсбук и на Твитер тогаш објави дека Македонија е навистина онеправдана од Европската унија и дека Европската унија треба конечно да испорача тоа што и го ветила на Македонија и дека не треба билатералните прашања да ја кочат. Така што тоа беше негов официјален одговор и во сите тие борби, значи, но што се случи? Јас некаде на 11 мислам јули го упатив тоа писмота и потоа имаше и протести нели претходно на улиците. Во меѓувреме што се случи? Додека ние овде во Македонија вриевме, горевме, се боревме како тоа да се спречи, што се случи? Во Брисел, во Европската унија, дочекаа првин мислење од Бугарија. На 23 јуни имаше расправа за овој протокол, кој што ние го немавме видено и за кој се молевме во бугарскиот парламент. И оној заклучок дека ништо од овој сет документи не може да се смета за признавање на македонскиот јазик како посебен јазик. Имено, значи на 23 имаше расправа во Комисијата за надворешна политика во бугарскиот парламент, за наследниот ден на 24 да има пленарна седница со целиот пакет евроинтегративен за Македонија со вклучен протокол. Ние за сето тоа дознаваме во Македонија од нивни медиуми за една недела подоцна од како Бугарија го одобрила евроинтегративниот пакет за Македонија, Европската унија со председавање на Франција на 30 јуни, на 30 јуни ги носи предлог преговарачка рамка за Македонија каде што имплицитно е вграден протоколот, бидејќи тогаш не беше уште подпишан, се повикува на членот 12 од договорот помеѓу Македонија и Бугарија и исполнување на тие мерки. И дури следниот месец... Односно членот 12 кај што е нели преглед на работата на историските комисии на целиот договор, таму се вика на мерките на целиот договор, на спроведување без детали. Од таму влегуваат. Да, од таму се тоа е задната врата. И што се случува на 17 јули веќе се подпишува нашиот министер и на 15 беше гласањето, мислам. Не, на 16 е гласањето во македонскиот парламент и тоа гласање за цел пакет за информација за евроинтегративниот пакет, а пратениците нити го добиваат преговарачкиот пакет, ниту го добиваат протоколот на кој што имплицитно се посочува во тој пакет, само информација на една страничка и кој што и затоа тој акт ја сметаме исто така правно неважечки и тоа е на 16 јули, а за на 17 јули следниот ден да се потпише во Софија протоколот, фамозниот токсичен што го нарекувам протокол за бугаризација на Македонија, за на 18 јули веќе следниот ден во Советот на ЕУ да се донесат заклучоци за евроинтеграцијата на Македонија, каде што веќе конкретно се вградува со име и презиме вториот протокол
во преговарачката рамка за на 19 јули, уште еден ден подоцна, да дојде нашиот премиер македонски тогаш во Брисел и да се одржи првата конференција помеѓу Македонија, Европска унија и Бугарија, таму каде што се повторува повторно истиот текст од претходниот ден од 18 јули од заклучоците на Советот на Европската унија. Значи, тоа е, само да заокружам, печатот практично како ова тече и што е, само ова дозволи Бранко, што е најапсурдното, се работи за Македонија, за нас се работи, а ние сме наблюдувачи во тој театар што го игра Европската унија со Бугарија. Тие си играат, си танцуваат, си договараат, си дебатираат, внесуваат невозможни барања за Македонија. Да, ние кројат судбината, ние седиме на страна. А Македонија стои, немојме и на крај само подпишува и ги повторува барањата бугарски. Тоа било свесна одбрана позиција, претпоставувам, на нашата влада од тој период. Геро, слушајќи ја госпоѓа Поповска, и нели следејќи ги сите случувања, еве и од последниве денови. Например, и денес да се ме инсистира, вика денес имаат соопштение, нели пред емисија мора да провериме што Бихачка кажува за да се оплемениме со добра енергија, позитивна и најновите информации. Тие велат дека Европската унија Кошта и Вајц ги потврдиле СДС, нема нови услови, само едно нешто треба да се направи, тоа се уставните измени. И кај нас цело време се симплифицира нарацијата дека еве, само ова треба и готово завршена е работата. Исто така и во таа 2022 година, јули се зборуваше за преговарачката рамка и како биле сменети оние 3 запирки и таа станала многу подобра. Во Бугарија патем немаше второ гласање. Тие еднаш ја изгласа преговарачката рамка, па после Ковачевски историското нели сменија некој козметичка промена направија. Во Бугарија немаше второ гласање. Теодора Генчовска, тогашната МНР на Бугарија, каже няма нова преговарачка рамка и тоа се вика сет на неколку документи, нели? И протоколот се повика точно на него. Зошто овдека дома ги криевме и денес ги криеме тие работи? А проблемот е што денеска ги криеме тие работи. Повеќе инаку колку беше сериозно во тоа време тој притисок и тоа колку беше важно за тогашната власт, сегашната опозиција. Зборува и фактот што, например, јас имав еден 3-часовен единствен брифинг додека господин Бујар Османи, подписникот на вториот протокол беше. 3 часа разговаравме, се објаснувавме колку е тоа добро, штетно и така натаму. Тој сакаше да ве убеди вас новинарите дека... Да, во случај од мене, не знам дали викал други. Аха. Мислев дека бил поширок формат. Тет бевме, буквално тет, разговаравме за тие прашања и човекот го подпиша, дори ми раскажа во какви околности е подпишан тој протокол, како он го подпишал. Не сакам да бидам индискретен, но те охрабрувам да го поканиш и би било добро да дојде и тој да го раскаже како го подпишал точно договорот. Е многу интересна сторија. Видете, клучно прашање што и денеска се развиваат. Прашањето на вториот протокол се смета за прашање на толкување во дел од оваа јавност, од оваа помала политичка опозицијска партија, мислам на СДСМ, и во дел од интелектуалци афилирани или блиски, дури дел кои се, да речам, понезависни во своите погледи, неспорно способни луѓе, паметни луѓе и така натаму, го сметаат за толкување. Тие велат вака, има две толкувања на приказнава. Едно е толкувањето на СДСМ, ставаме подпис на бугари во устав и сме завршиле работи. Второ толкување, ова што ние го зборуваме за вториот протокол, тоа е, да го цитирам ослободителот на Алфа во иднина, нели? Да. Лажна вест. И ќе објаснам многу едноставно зошто е лажна вест. Договорот за добрососедство, во кој нема за внесување на бугарите во уставот, ништо не се спомнува такво нешто, за да биде на гледачи појасно, има статус на преддоговор по својата содржина. Освен една несреќна, трагична, од Заев одобрена и од Бојко Борисов реченица општа историја или заедничка историја, кој како го преведува толкова. Општа е на бугарски, заедничка на бугарска, на заедничка. Заев појаснил што мисли со тоа, дека е иста историја. Српски народ, един народ, тезата на Тодор Живков, на Цола Драгојчеве, така натаму, која му е блиска. Трагично, но така е.
Но освен тоа, тој договор нема ништо битно, има за соработка, многу нема обврзувачки елементи. Тој е преддоговор. Као купувате стан, прво се договарате, до главниот договор ништо не е купено, парите не се дадени, платени. Цената не е испорачена. Цената доаѓа и затоа е смислен тој договор со овие протоколи. Значи, што е идејата на протоколите? Не само Бугарија да ја раскаже својата негаторска политика кон Македонија, кон македонскиот идентитет, кон македонците и така натаму, таа е позната. Таа не е ништо ново. Поентата ни тие протоколи, ние да ја прифатиме, и не само тоа, да ја вградиме во учебниците, децата да учат, да стане наша официјална државна историографија. Тоа е поентата. Значи, поентата е што? Сами себе се негираме. Тоа е тотално спротивно на копенхашките критериуми. Добрососедство е да се почитуваме, да разговараме, и ние се грците имаме историска комисија, разговараме за спорни прашања, ад календар грека викат, нели? Кога ќе разговараме, кога ќе се договориме, така натаму, тоа се разговори, меѓу историчари излегуваат нови документи, нови токувања, нови контексти, така натаму, но нема обврска ти утре са бајле тоа да го направиш. Ако смеам да кажам само прости мала дигресија, јас сметам дека е тоа така бидејќи уште бугарите не довршиле со нас, а после дека ќе се активираат и нашите јужни соседи. Ова е мој личен впечаток, имајќи го превид држењето во тајност на работата на таа комисија и по некои сигнали што ги имаме фатено од некои членови од грчка страна, како на пример веќе покојниот Спиридон Светас, поранешен член на таа комисија. Можно е. Но во случај цела емисија е тоа друга, да не дефокусирам. Посложен проблем, веќе имаме поскоро минато е. За нашите дедовци се работи, не така за пред 2300 години. За нас се работи. Ако се работи за нашите дедовци, за тебе и за мене се работи. Така е, да. Бидејќи ако се они бугарини, не можеме да македонци да се разбереме. Крај, неприказната. Сега, пресвртот, како да кажам, и првиот протокол, и вториот протокол, објаснувањата што сме ние, како сме ние, нели така натаму, се страшни сами по себе, но не мора ништо у крајна линија значи што подпишале во еден записник кој нема правна сила. Тоа господја Поповска ќе го објасни. Никаде не е ратификуван, од никого не изгласан во крајна линија, сериозно. Не мора ништо да значи доколку тој не биде дел од поширокиот преговарачки пакет, од архитектурата на преговорите, од начинот на кој преговараме, и тој пресврт се случува именно со вториот протокол. Не е страшно што знаеме дека во секој протокол бугарската страна ќе инсистира на бугаризација на Македонија. Ако има трет, и во третиот ќе биде. Ако има четврт, во сите ќе биде така во иднина. Тоа да се разберем, да не бидеме наивни. Но, ако го прифатиме, а прифатено било од наша страна, среќа на ниво кое не може да се смета за легитимен правен акт или легален правен акт, се надевам дека Уставниот суд тоа ќе го потврди, прифатено е да тој биде дел од преговарачкиот процес, од начинот на кој ние преговараме. И сега што се случува? Во секоја следна прилика, според оваа рамка, и тоа треба да биде јасно, тоа е разликата. Значи, тоа не е прашање токување. Тоа е прашање што е, како што објаснивте веќе, дел од она што е усвоено во Европската Унија, во телата на Европската Унија. И тие сега секогаш ќе решат во секоја следна прилика да ќе имаме нели годишни заеднички седници, годишно прегледување на протоколите и при секој изразување на незадоволство на бугарската страна, ако нешто не се договориме во некоја следна прилика, откако би ги усвоиле уставните измени со Бугари во Уставот, тие ќе речат ние не сме задоволни, а вие имате обврска кон своите граѓани, државотворниот народ. Обврска спрема преговарачкиот процес да прифаќате и да го имплементирате тоа што сте го прифатиле веднаш во вашиот правен порадок, и тоа станува практично критериум надвор, тоа е критериум екстра, надвор од копенхашките критериуми. Тоа е прифатено. Таа методологија на преговорите е прифатена со вториот протокол експлиците. Вангелов, веројатно во некоја прилика ќе разговарат и тука, имаше навистина замените на анализа која цитирал во повеќе плики.
Тоа се чита во ова. Ја не ми е јасно како тоа не го гледаат или не сакаат да го видат овие од помалава политичка опозицијска партија, а многу гласна, нели? Интелектуалци, професори по меѓународно право. Тоа се гледа. Геро, на крај на денот емпириски се потврдило дека кога кажа готово, подпишуваме договор за добрососедство, тогаш почнаа сите недобрососедски работи да излегуваат на површина. Заев каже, ги решивме сите отворени прашања со соседите, а фактички ја отворивме Пандорината Да, Богдан, кутија. ама мора да сватат луѓето и да гренет и да им се каже по стопати ако треба, да се разбереме, тоа е работа што експлицитно ја содржи овој документ. Тоа е работа за кој некој од Македонија, не некој, знаеме кој конкретно ставил подпис, се согласил и многу е важно што и да се прави во иднина, како и да преговараме во иднина, да на некој начин го опезнажиме таа метода во преговорите на која сме изложени, бидејќи таа директно води кон негација на македонскиот идентитет. Ние не можеме да избегаме од тоа. Ако речеме, па добро бе, ајде, прифакаме Бугарев устав, тука е втор протокол, одиме понатаму. Не одиме никаде понатаму. Одма заглавуваме на следната страница. Се разбира. Румен Радев во неколку прилики. И тоа не го кажуваат. Румен Радев во неколку прилики. Да, експлицитно кажува од позиција тојаш на претседател на Бугарија, дека тоа е само почетокот. Да, нема нови услови, бидејќи сите услови веќе нив им се прифатени. Односно имаат механизам како да ги спроведуваат. Зборувал за корекција на учебниците, да нема говор на омраза, за чување на бугарското историско културно наследство, споменици и така натака и така натака. И сето тоа фино ќе е спакувано Просто, ако, например, извини, уште малку на човекови само права. на реченица. Да, ако се согласиме, например, дека Гоце Делчев е бугарин, Пендаровски се обиде тоа да го не само Пендаровски. Протне. Многу луѓе велат, окей, има толкувања вакви такви на писмата, сега да не вдагуваме во историски, ама има и други толкувања, нели? Така е. Но ако се согласиме, сакам да кажам, случајно еве, се согласиме дека тоа е така, сега тоа не е прашање само ќе кажем и одиме натаму. Не. По силата на вториот протокол, ние мораме тоа да го имплементираме. Ние мораме да им кажеме на европейците другари, ние се согласивме на Брисел да им кажеме, не на Софија. Се согласивме со луѓето, се ќе го имплементираме, да ставиме во учебниците, да направиме ова, се да стане до нашата официјална историографија и потоа одиме напред. Ако не одиме, Софија ќе рече, абе, овие не го почитуваат ова што сме се договориле до сега, што презеле обврски. И сега ни го велат тоа. Претиват ни го велат тоа, да го почитувате тоа. И они ќе речат, извинете, ама вие не го почитувате. И знаеш што? Ќе бидат во право. Да. Па ние сме дали правилно. Ќе бидат во право, ако така ние продолжиме онака беневолентно. Па добро, нема врска. Има врска. Апсолутно да. Гоце, јас овдека ќе наведам неколку активности, може би сакал ти на пошироко да ни образложиш за нив. Неколку дописи, например, еден личен допис до европските институции, до председателката на Европската комисија Урсула фон дер Леен, до Марта Кос, до Каја Калас, председател на Европскиот совет Кошта, Михаел Клаус, директор за Европа во канцеларијата на канцеларот Мерц, министерката за надворешни работи на Австрија, државниот министер за Европа во германското МНР Гинтер Крихбаум. Ова е личен допис. Понатаму, дозволи само, бајаги активности имате. Овдека сите се феноменално образложени, или ајде општо да одам, вториот допис од 30 април, третиот допис од 16 мај, мислам така, жалба до Урсула фон дер Леен. Прво прашање. Дали македонците во Германија се свесни за сите овие околности, за кои што јас мислам дека и домашната јавност во Македонија не е докрај свесна. Второ, каква е општата атмосфера политичка таму во однос на проширувањето, особено со овие сигнали на канцеларот Мерц од последно време дека се обидува да најде некој... Тоа е стара идеја Европа на концентрични кругови, се зависи како ќе ја нарекуваме сега, но нели има два нови можни модели, асоцијативни членки, не знам, придружни или како да ги да се вика, со што Западниот Балкан, во кој не вбројуваат и нас, би добиле пристап до структурни фондови, предпристапни и така натака, значи, но нема да имаме право на глас
вето и така натака и така натака. И суштински, зошто вие го правите ова добро што го правите, вака најчовечки да прашам? Да, благодарам на прашањата, се надевам дека добро се слушаме. Супер, да, значи, повели. зашто го правам, односно зашто ние како македонци тоа го правиме во Германија е сосема јасно. Ние се чувствуваме како македонци, ние сме поврзани емотивно со Македонија и тоа го доживуваме навистина како голема неправда која што и се случува на Македонија и претходно нели со притисоците околу името, промената на името што мислам дека многу тешко беше прифатено тука во диаспората. И потоа секако надевајќи дека тоа беше нели ветувањето од страна на меѓународната заедница дека со промената на државното име ќе се отпочнат преговорите за членство. Како што гледаме тоа не се случи. Ние тука како македонци во Германија сме длабоко разочарани и поради фактот што претходната македонска влада ја прифати оваа преговарачка рамка со овие неприфатливи услови кои што ја наметнати нели со вториот билатерален протокол во преговарачката рамка од страна на Бугарија. И би рекол дека македонците во Германија се прилично добро информирани, може би не секој во детај, затоа што зависи нели кој се занимава со оваа проблематика или не. Меѓутоа, во принцип, нашите луѓе овде се прилично добро запознаени. Има секако луѓе, односно граѓани кои што се активираат, кои што се обидуваат да прават нешто. Има и некои луѓе кои што едноставно кренаа раце од Европската унија, кои што сметаат дека ова е неправедно што се случува на Македонија и на македонците, и едноставно кренаа раце од се. Јас сум од другиот тип на луѓе, значи јас се обидувам, односно желба ми е тука да помогнам. Затоа се решив и да се обраќам до европските институции, затоа што сакам ова да биде документирано. Многу ми е важно, знаете, кога разговарате овде со политичари, морам да укажам на една работа. Има политичари кои што едноставно не се свесни за вториот билатерален протокол, кои што не слушнале за него. Значи, како прво, многу е важно ние да ги информираме политичарите тука, дека постои таков еден протокол, да ги информираме околу содржините на тој втор протокол и да побараме негово поништување. Мислам дека нам и на присутните во студиото им е јасно дека вториот билатерален протокол мора да се поништи и нашите активности како диаспора целат кон таа цел. Јас првен, значи ги спомнам моите дописи, да, во февруари се обратив до ЕУ институциите, образложувајќи кои членови на договорот за Европската унија се прекршени. Значи, јас само ќе дадам некој пример. Наведов дека, на пример, основните вредности на ЕУ, член 2 на договорот за Европската унија е прекршен. Читувањето на националниот идентитет, тоа е член 4 на договорот за Европската унија. Кохерентноста на надворешната политика е прекршен од страна на земја членка во овој случај, тоа е член 21. И принципите на правно ориентиран процес на пристапување, тоа е членот 49. Значи, сето тоа го образложив прилично обширно, ги доставив неколку дописи до Европската комисија, до Урсула фон дер Лајен, до претставничката за надворешната политика, до председателот на Европскиот совет, Кошта и така натаму. Добив еден одговор кој што беше прилично разочарувачки, морам да кажам. Знаете, европските бюрократи се држат за договореното. Тоа Македонија прифати, викаат, па сега така? Да, вие согласите за оваа преговарачка рамка, вие се согласивте, значи претходната македонска влада се согласи на тоа. Тоа се условите, тоа е правната положба. И би рекол дека е логично, значи во одговорот што го добив од Европската комисија, да, велат дека ми се заблагодаруваат за обширната анализа, не велат дека во право, и тоа морам да кажам, значи никаде не стои вашите забелешки не ви се на место, туку тоа го игнорираат. Тоа се игнорира, понатамо не се образложува, бидејќи тоа е нели правната положба. Мислам, би било илузорно да се очекува дека во официјален допис одговор од Европската комисија таа самата би навлегувала во некои одстапки на документ кој што самата го подготвила, односно
Европскиот совет со додавка на вториот протокол. И јасно велат дека треба дека Македонија, односно официјално Северна Македонија мора да ги испочитува одлуките на Советот од јули 2022 година и дека покрај тоа важно е мора да се исполнат и билатералните договори и обврски во добра верба од двете страни. Значи, тука гледаме еден сосема ригиден однос од страна на Брисел, од страна на Европската комисија. Јас предпоставувам дека тие ги читаат описите, дека се свесни за аномалиите околу вториот билатерален протокол, но се додека тој вториот билатерален протокол е во правен промет, се додека тој не е понештен, например, од страна на Уставниот суд на Република Македонија, или пак сите нели имавме надеж дека ќе помине амандманот 108 на Томас Вајц и дека правната служба на Советот на Европската унија ќе даде правна оценка околу статусот и положбата на вториот билатерален протокол, но се додека вториот билатерален протокол е во правен промет, јасно е дека Европската комисија, односно сите други ЕУ институции, ќе не дадат вакви формални бирократски одговори. Значи, наша задача е како македонска диаспора да укажеме на недоследностите. Затоа, последната активност беше жалбата на Советот на македонците од Берлин. Во жалбата, сега само да се докажам, Советот на македонците всушност се насочува кон повредите на договорот за Европската унија, кои што се предизвикани од страна на вториот билатерален протокол. Аргументацијата е прилично иста, меѓутоа, со една додавка дека постои една директива околу признавањето на професионалните звања, квалификации на ЕУ граѓани. Сега во нашиот случај ние сме, тоа е наша предност, ние сме граѓани на Германија, тоа значи ние сме граѓани на држава членка на Европската унија. Сега, ќе ви давам еден пластичен пример. Во мојот случај, например, јас положив државен испит за преведувач за македонскиот јазик. Таа квалификација ја добив од германски државен орган. Оваа директива, тоа е директивата 2005-36 на ЕЗ, тоа е кратенката, ми овозможува, односно ми гарантира мене како ЕУ граѓанин преселување во друга земја членка и ми гарантира дека јас таа професионална квалификација ќе можам да ја обавувам и таа друга земја членка. Ако се замислиме, например, сега теоретски, доколку јас би се преселил во Бугарија и би сакал да работам како македонски преведувач, што имам таква диплома, односно квалификација издадена од германски државен орган, би добил секако проблем. Нели, сите знаеме дека дека Бугарија не го признава македонскиот јазик и во тој случај, доколку јас би се обратил до надлежен суд, Европската комисија би била директно надлежна и би требало, односно би морала да ме заштити мене како ЕУ граѓанин со мојата професионална квалификација. Така да, ќе видиме сега кој ќе биде исходот на Европската комисија. Во врска со жалбата можам да кажам дека Европската комисија ќе ги разгледа, да разгледува обично конкретни норми кои се повредени од страна на ЕУ акито. Значи, ние всушност, односно во жалбата беше наведено дека примарно на Европската унија е повредено, тоа што ние како македонци го сваќаме како голема неправда кон нас. Меѓутоа, за да биде жалбата успешна, мора да се конкретизира која материјална норма на акито на Европската унија е повредено. И тука можеби ќе имаме некоја шанса Европската комисија барем да се изјасни во врска со македонскиот јазик, да даде една изјава, една формална изјава дека македонскиот јазик дека постои,
дека тоа е признаено од ЕУ институциите и дека нема да се создаде некоја правна несигурност за во овој случај на германските граѓани кои што имаат македонско потекло, кои што работат во Германија како судско овластени преведувачи. Ние тука имаме и дополнителна настава за македонскиот јазик. Македонскиот јазик е воведен како предмет во германскиот училишен систем, се внесува како предмет во свидетелствата. Значи, сето тоа може да биде доведено во прашање поради поведението на Бугарија. Може да се создаде една структурна несигурност, една правна несигурност, и ќе видиме како Европската комисија ќе се изјасни значи околу ова прашање. Благодарам. Ете толку во моментов. Бидејќи овдека добив порака дека на компјутер микрофон не работи, не знам Гоце дали во моментов не слушаш, но дури јас го поправам тој дел, ќе продолжам разговорот навака. Не случи очигледно, но ќе средиме. Добре. Вака, докаде е постапката во Уставниот суд? Какви се вашите информации? Добили известител предметот, ќе се разгледува, нема да се разгледува? Докаде е? Тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Иначе информативно сега, имаме 7-18 минути, за жал. Така. Таква беше временската рамка наша денес, затоа да бидеме ефективни. Значи, немам информации како подносител на уставната иницијатива за поништување на вториот протокол, немам информација до каде е состојбата, се информирам преку нивната веб страна, меѓутоа никако да се закаже седница со дневен ред протокол. Инаку, Уставниот суд Уставната иницијатива минатата година ја поднесов на 24 јули 2025 година. По нецел месец Уставниот суд ја прифати за разгледување, што значи има одредено известител и јас очекувам секој месец да ме известат кога ќе биде јавната седница, јавната расправа за следната фаза за прифаќање или неприфаќање на мојата уставна иницијатива. И затоа и направив конечно една јавна колумна дека ако протоколот е отров, против отров му е поништувањето од Уставен суд и дека практично се е сега во рацете на Уставниот суд и вториот протокол, а со тоа и одблокирањето на македонската евроинтеграција со оглед на тоа што протоколот е директен блокатор неизин. Затоа што протоколот е како еден дефектен дел во преговарачката рамка и сметам дека ние треба со поништување, што ќе добиеме со поништувањето на вториот протокол, ќе добиеме една друга правна ситуација со која што ќе ни овозможи да се извлече тој дефектен протокол од преговарачката рамка, а тоа ќе создаде и друга поповолна политичка ситуација за Македонија и конечно ќе мора и европските институции и Бугарија да влезат во нормална комуникација со Македонија за да се надмине овој проблем. За жал, сега ние се обидуваме да спасиме што може да се спаси и во таа насока ја гледам вашата активност, на професорот Вангелов тие идеи за ќе ги преиспитувам јас со него во однос на уставните измени доколку би ги направиле да може да се повлече така натака. Не сум баш убеден, но би сакал професорот да го слушнам тоа, но генерално Геро, Бугарија нема причина да ни удоволува. Така ние сме подпишале како држава зборувам, нели, ние сме биле на улица против тоа, но некој подпишал во име на граѓаните и сега тие цело време викаат плюс немате вие проблем со нас. Тоа е европски услов, затоа што нели тие заклучоци поминале таму на Европскиот совет. Од друга страна, па Вајд се обиде, тука предпоставувам дека нашата дипломатија има своја улога, да побара некое толкување амандманско, односно да протне амандманско толкување во однос на вториот протокол и неговото значење во сиот овој процес. Не ја знаеме се уште судбината на амандманите, нив може да ги провериме на сајтот на Европскиот парламент, но не се знае кои 11 компромисни амандмани прошли од сите 403 кои што беа предложени. Имаше и тотални од грчките претеници, место Република С Македонија, Скопје да стои така. Гледав некој од нив, но два бугарски се чини дека прошле, кај што имплицитно, сега тоа што значи? Тоа значи на пленарка на Европски парламент ќе има повторно дебата и дискусија и на крај на денот парламентот рекол така, нели,
може да значи нешто, може да не значи ништо, но тие беа па директно реферираа на работата на историските комисии. Доста сложена ситуација, но веруваш ли ти дека по правен начин, суштински може да добиеме нешто или без да има политичка волја од големите, се друго е само наш обид, бидејќи ние не може да одлучиме за Франција и за Германија? Богдан, сите овие иницијативи се важни и битни да се терат. Дипломатите ја бркаат својата работа. Правниците во Македонија треба да ја бркаат својата работа, но битно е тоа што се враќа фокусот на Западен Балкан за приклучување кон Европската Унија. Тоа сега се случува нели во Тиват во моментот. Важна иницијативата на Мерц за некакви бенефиции за кандидатите кои споро напредуваат и така натаму. Се е тоа важно и сите тие игри треба да се играат. Се разбира кога сте во властове на држава, ја разбирам владата, ја разбирам македонска дипломатија, сето тоа ние сме влезени во тој процес и тоа треба да се тера. Но лично, еве вака како човек што не е политичар, но и како некој што гледа на политиката како оние луѓето што гледаат шах од страна, па може би подобро ги гледат потезите отколку самите играчи. Ја имам една сосема поинако мислење, не сум оптимист, дека во иновативниот дел, што се залага Мерц, например, ајде да бидеме иновативни, дека ние многу можеме да се надеваме, затоа што имаме сериозен притисок од една сериозна држава Бугарија, сериозна дипломатија, со многу врски, со многу контакти претходни, набилдани односи, така што мислам дека треба да размислуваме во насока како во она говорка волкот има дебел врат, затоа што сам си ја врши работата. И мојата теза е, кратко ќе образложам, ние во 2021 година во собранието на Македонија со мнозинство 95 пратеници од 120, практично со консензус политички, донесовме, собранието донесе позиции на Македонија, усвои позиции на Македонија во спорот со Бугарија за преговорите со Европската Унија. Тој е многу значен документ на кој многу малку внимание се посветува денеска. А тој е обврзувачки документ, бидејќи е изгласан со големо мнозинство, со голема народна поддршка трансферирана. Таму јасно се кажува дека во преговорите, во разговорите мора се почитува континуитетот на историскиот континуитет, идентитетот на македонската нација, македонскиот јазик и така натаму, сите оние вредности поврзани со идентитетската тема што ни е нас исклучително важна и тоа го разбираат европејците дека нас не е важна таа тема. Што би направил јас? Кога би бил тоа што не сум и веројатно затоа и не сум тоа што што би можел да бидам, нели? Можеш да си Алистер Кембел. Да, што би направил јас едноставно? Мислам дека тој наратив од таа декларација која е усвоена со гласовите на сите политички партии, тоа е време кога СДСМ на власт, се разбереме, а иницијатор е ВМРО да помане на таа позиција, едноставно би го преточил во една реченица или две наратив во преамбулата на Уставот, за да стане обврзувачки правно обврзувачки за сегашната и за идните генерации, дека се што ќе се прави во правниот поредок, во преговорите и така натаму, не може да ја засегне таа основна елементарна вредност. И потоа можеме комотно да бидеме галантни или да бидеме едноставно коректни, бидејќи ние не ги мразиме бугарите. Можеме да ги внесеме и бугарите во Уставот, можеме да ги внесеме и хрватите, и црногорците, и норвежаните. Да, се едно, било кој, или да направиме некој нов концепт на бројување и така натаму, наједноставно е да ги допишеме, нели? Јас се согласувам, тоа е едно рационално решение на прашањето, но во еден таков пакет може да сами си дадеме гаранции. Бидејќи, знаете, има една теза што ја заговараат опозиционерите во Македонија и оба кои велат вака. Од кого се надева премиерот Мицкоски, министерот Муцунски и какви тоа гаранции ние очекуваме да ни даде некој некаде? Европскиот совет, Европскиот парламент и така натаму. Тие со тој преговарале на времето, Геро? Да,
Ама сега тој ум треба да го напуштиме, според мене, затоа што само ние кажам, објективно не можеме да очекуваме. Дури и денеска Европскиот парламент, случајно да се разбудат се бајле европските пратеници, многу комплицирана институција, нели? Да, речат се гарантираме ова што бара Македонија. Се менува утре структурата, се менува, се сели парламентов од Страсбург во Брисел и обратно и така натаму, и ќе се донесе нешто сосема друго. Дури тој обид за гест Вајц што го форсираше за повеќевековна историја и идентитетот пред која беше, и ни тој не пројде. Тоа ќе беше само декларација. Од крајно левичарски до крајно десничарски, има се што. Значи, тој парламент, како и секој друг парламент, всушност, нели, така и треба да биде во крајна линија. Така што ја не очекувам реално во таа инфраструктура европска и особено од таа бирократизирана структура, европските овие луѓе што ги зборуваме, КОС, лево, десно, лајн, тоа се бирократи. Нивната задача е да се имаат повисоки плати, да стиклираат по некои дипломатски успехи и така. И по линија на помал отпор да си решаваат проблеми. Се, доаѓа, кошта вели мора. Ако ние речеме мора, супер, он стиклира еден успех и иде понатаму. Како да кажам, од таа манџа ние нема се не јадеме. Таа сакам да кажам, не очекувам многу. Затоа мислам дека иновативниот пристап во случајот на Македонија би значил ај сами да се завршиме работата, ако можеме да создадеме политичка волја и ако можеме во креирањето да бидеме централната идеја да биде да го заштитиме она што ни е важна вредност, а тоа е нашиот македонски идентитет. Интересна идеја. Во суштина, мојата позиција во однос на тоа е дека ако сега размислувам што ќе се патем 8-9 минути до крај. Што ќе се случеше ако тогаш не беше прифатена таа преговарачка рамка, геополитичкиот контекст немаше да биде променен, нели? Русија повторно ќе ја нападнеше, односно веќе имаше нападната Украина во тие моменти, уште ќе се решава овие проблеми, пак имаше притисок за цел Западен Балкан, само ние немавме да имаме јамка околу вратот. Како што, ќе подсетам што кажа Ципрас во однос на Преспанскиот договор, дека нели ако не го потпишевме тогаш, денес веројатно ќе мораше да ја прифатиме Македонија со нејзиното уставно име како членка на НАТО. Тоа го кажа во 2023-4 година, така нешто. Господи Поповска, ќе искористам приликата бидејќи сте тука, мојата позиција во однос на Преспа сигурно ја знаете во однос на член 7, но бидејќи прво беше подпишан бугарскиот договор, нели вие бевте во парламент и дел од тогашната владина коалиција. Немаше ли некакви индиции од некого дека можеби се работи за сет на договори со соседите кои што на некој начин некаде имаат и некоја поврзаност? Јас имам теорија за тоа, немам време да ја образложувам сега, можеби сте ја слушнале некојаш порано, но или преовладуваше она на Заев наративот дека готово ги затвараме прашањата, ја носиме земјата напред и така натака. Вие сте зборувале во ова студио за вашите лични емоции, немам намера воопшто нити значки да си ставаме полети овде кој од кога почнал со својата битка. Ништо спорно, јас го ценам ова што го правите по однос на актуелните прашања, но за поврзаноста на позиционирањето наше во двата договори. Видете вака, Македонија е цело време под притисоци од нашите соседи, од Бугарија и Грција, кои имаат одлична геостратешка позиција со тоа што излегуваат на топли мориња. И се поголеми малку. И се поголеми и имаат стара дипломатија, и имаат спонзори јаки, каде што Германија, Франција, Русија, Австро-Унгарија им биле поддршка, тие им ги формирале државите, тие им дале принцеви, кралчиња и така натаму. Така што тие се нивни протежеа и тие се тие кои што им овозможиле големите спонзори, големите држави им овозможиле всушност поделба на Македонија и колач од Македонија. На Грција огромен, на Бугарија троа помал, на Србија единствена и на Албанија, да не забораваме, и во Албанија исто така има македонци кои што честопати ги забораваме. Значи, единствена за сега е Србија, која што во рамките на Југославија
призна дека ова е Македонија, ние се откажуваме од делот што ни припаднал по војните, по балканските војни 2000. Нашите партизани сами се изборили за тоа. 1913 година, да. Меѓутоа, да, нашите партизани апсолутно без приклучување на антифашистичката оска, ние немаше никој да ни даде на тацна, не сме во плановите. Јасно. Меѓутоа се избориле со многу жртви. Значи, она што е добиено, што го добиле Бугарија и Грција, ние ги гледаме бидејќи тие ни се сега негатори, во иднина ако Албанија влезе пред нас во ЕУ, и тие ќе станат негатори, па ќе ни се мешаат исто така внатре. Значи да се разбереме и всушност, значи да довршам мислата, оние земји спонзори кои што им ја дале Македонија, ја распарчиле, сега се тие исти на Грција и на Бугарија, сега истите тие се на кои што ние им се молиме да ги стишаат своите протежеа и своите пулени, ама немојте, дајте и да дише на Македонија. Ние не сме им толку важни, немаме море, немаме поважна геостратешка позиција од овие, они инвестирале големите земји во овие држави и тие ги поддржуваат. И затоа сите уцени што Македонија ги има во овие 30 години доживеано, се буквално од тие силни земји, дополнително од Америка, која што 2018 година преку пратеникот Гренел, специјален пратеник за Балканот, водеше преговори помеѓу Србија и Косово за менување на границите на Балканот. И во тие менување на граници имаше карти кои што се шетаа по Балканов, вие сте добро информиран човек, веројатно ги помните, и во тие карти влегуваше и Македонија, и македонските граници. Внатре и заканата, и притисоците, и уцените, секогаш се и од надвор, и за нашиот процес на напредување и на евроатлантска интеграција, што ни била стратешка цел за се одржиме како целовита држава, меѓутоа секогаш биле заканите со можност дека и од внатре ќе ви се случи револуција и од внатре ќе ве разнебитиме. Тоа вие убаво го давате на ваши емисии каде што кажувате како се најавува дека ние нема да на одреден значаен влијателен човек во бугарското подземје или заднина, како да речеме обавештајни служби, кои што најавува ние не смееме да дозволиме Македонија да влезе во ЕУ, ќе оставиме внатре да се настане вриеш, албанците да ја завршат работата и после тоа повторно ќе си имаме ситуација како во Втората светска војна. И цело време е тоа. И цело време се тие притисоци, инсистирање и затоа значи стравот, оти ме прашавте директно, не избегнувам на прашањето за да се обидам, морав контекст да дадам. Значи стравот кај сите политичари кои што мислат за својата земја, за Македонија, што си ја сакат, секогаш е стравот како да се обезбеди одржливост на земјата, да не ни се растури. Затоа што реални се тие закани и уцени. 2001 го осетивме, што значи 2001 УЧК почна со територијални барања, па Америка им рече не, ќе бидат само човекови права, територијата останува цела. Значи Гренел, кога преговараше 2018, притисокот, пораките од преку океанот беа тие, значи го имате преспанскиот договор, ако не се прифати, ќе има тука разни други случувања кои што може да се случат. Така што од тој контекст претпоставувам дека и тие што преговарале го имале и тоа на ум, не на ум, туку на маса едноставно во тие сите преговори. Не го оправдувам тоа како е склопен договорот, никогаш не сум го оправдала и не сум рекла дека е добар, тоа е многу лош договор, но има еден добар член и тоа дел од тој член, членот 7, според кој што го користи сегашнава влада и сегашната председателка, фала Богу, предходните за терминот Македонија. За терминот Македонија, но не само тоа, и за придавката македонски, затоа што Богдан се заборава дека борбата значи на нашиве соседи била да не се употреби зборот Македонија да не стои во името и затоа Лисабонската декларација од
1992 го избриша, Европската унија прифати бришење на зборот Македонија. А историското име на нашата земја е Македонија. Тоа и татко ми го велел и затоа не сум го разочарала. Не сум го разочарала и секогаш сум го имала на ум дека не треба да се бориме за уставното, туку за историското име, тоа е Македонија, и на референдум гласаше македонскиот народ за самостојна држава Македонија. Може и посебна емисија може да се прави за тоа, да, посебна емисија апсолутно, и за тоа стартна позиција за преговори која е, за да дојдеш до некоја друга во однос на поврзаноста, само ќе реферирам. Не го бранам, значи тоа ми е голема болка и со големи дилеми сум го гласала, но сум сакала да спасам дел од еколошките заложби за кои што како екологисти сме се бореле да нема цијаниди, сулфурна киселина во рударската индустрија, и за тоа сум се изборила. Морам да завршувам. Извинете ме, нема проблем, ова нека увертира во некоја следна прилика, би сакал да позборуваме на подолго и на пошироко. Да повикав иначе на изјавата на Али Ахмети, кој што кажуваше дека комуницирал со грчките и бугарските националисти, при што ги кажал, договарале со бугарите да се тивки, дури Грција не заврши работа, за да не се направи поголема узвуна луѓе. Буквално морам за 30 секунди да затворам емисија. Гоце, само накратко, дајте ми го повторно, Гоце Перовски во Кадар од Германија. Благодарам за се што правите, ги отклонивме проблемите со микрофонот. Продолжете да го правите тоа, продолжете да сте упорни. Ви благодарам и вас за учеството тука, на сите. Времето е какво што е, но има дана за мегдана. Се гледаме во некоја следна прилика. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Ова беше вечерното шоу, последно за оваа недела, наредна средба четврток по 22:30, можеби и со професор Огнен Вангелов, ќе видиме, ќе се договориме, кој оправдано не достигаше тука поради моја грешка, и уште не се извинувам за тоа на самиот крај. До следното гледање, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија, главата горе.